Да, се враќаме во студиото со нашите гости Зоран Божиновски и Валентин Зафиров. Зборуваме за случаите шпион и ликвидација како едни од примерите за тоа, како што кажавме, зошто минатата власт била нарекувана режим. Божиновски, кога зборуваме за шпион, ликвидација, знаеме дека тие случаи се на некој начин поврзани, имаме исти луѓе кои се во двата случаи, а се до тоа, пред тоа имаме уште еден случај Ореше кој е поврзан со ликвидација, се до тоа последователно, сите се контроверзни, со сите има турбуленции, значи има низа апсурди и нелогичности, за сите можеме да набројуваме цела вечер, но кога ја гледаме големата слика, значи ако било така како што вела, значи дека тоа некој намерно го правил. Зошто се создадени, зошто се креирани тие случаи? Па случајот шпион е одмазда врз Маријан Ефремов, затоа што како припадник на Агенција за разузнавање ги лоцира, ги детектира и ги документира Сашо Мијалков и Горан Груевски во момент кога на српска тајна служба предаваат информации и материјали разузнавачки против Македонија, значи работат против својата земја. Овој ги документира, на владата на Љупчо Георгиевски доаѓаат тие докази од Маријан Ефремов против Мијалков и против Груевски, меѓутоа почнува конфликтот, Мијалков завршува со разрешување од шеф на воено разузнавање и останува неказнет. Подоцна, кога доаѓа на власт 2006-2007, заедно со Горан Груевски, кој од армија на Република Македонија доаѓа во УБК во МВР, инаку Горан Груевски е нерезидентен играч на Република Србија, кој доаѓа во последен момент од Србија по задача да се пријави као патриот во Република Македонија, значи на служба во АРМ, она кога ги повикува воените лица се повлечат. Доаѓа од 63-та падобранска бригада, позната во Србија, да живее во Македонија, да работи против Македонија за Србија. Во момент кога доаѓаат на власт и стекнуваат со моќ, чекаат прилика да се одмаздат на Маријан Ефремов. Одмаздата доаѓа после претресите кај Валентин Зафиров и Беби Ефремов во Велес, пронаоѓаат парче оружје кое припаѓа на Маријан Ефремов, од таму се бара претрес на неговиот стан у Скопје, 28. мај 2013 година. На претрес кај Маријан наоѓаат оружје, наоѓаат пари, наоѓаат USB-а, наоѓаат 7 лаптопови, наоѓаат снимки. Разузнавач се занимавал со тоа, законски или незаконски ќе се утврди судот, пошто уште е на суд, и од тука наредните неколку месеци до 17 септември, од тоа што е најдено кај Маријан Ефремов, го градат случај шпион. Ама како го градат? Не даваат да се вештачат пронајдените материјали кај Маријан, не го измислуваат незаконски, божем го следеле со ПИМ мерки, затоа што по ЗКП со ПИМ мерките можеш да селектираш докази. Па ги селектирале доказите во делот на Владко Ѓорчев, на Илија Димовски и на Антонио Милошовски. Ги земале тие? Да, за да не седнат на клупа со нас, затоа што Маријан Ефремов нив си ги водел со години на платен список. Иле Димовски дури од изведнички сојуз, од мал скаут, бил дете на Маријан Ефремов. За да не седнат со нас на клупа у шпион, измислени се незаконски ПИМ мерки во овој случај, ги селектираат, нив ги тргаат, уште некои луѓе, сега не ги знам точно по име и по презиме, ама Маријан Ефремов тоа го има напишано на 90 страни жалба на апелација пред СЈО, која воопшто не е читана и изследувана, затоа што пола од новинарите и политички естаблишмент во Македонија треба истиот момент да помине низ процес на лустрација. И тука го градат случајот шпион. Ги земаат сите овие луѓе што се политички неистомисленици, го земаат оној Дамовски еднооки, го седнуваат 12 сата заедно со нив на пеење, Борис Дамовски. На пеење да каже све што знае, а знае пошто дружил со нив. Него го пушта да си оди дома, пошто си ја завршил својата валкана работа, луѓето ги носат во притвор, по мене распишуваат потерници. Добар дел од случајот шпион е лов на мене, затоа што
веб порталот Шпион, овој веб портал Булевар се извинува, 2 години беше спонзориран со донации од Сорос фондација и во третата година требаше да прерасне во портал на кој текстовите се преведени на англиски, на германски и француски. Меѓу другото, највише ги крена на нозе против мене во септември 2013 пред да бидат уапсени луѓево, објавив неколку текста како штих проба на англиски и на германски. Случајот Никола Младенов зошто е и како ликвидиран со критични детали, дешифрирањето на Сашо Мијалков со текстот Прага 6, 18 фирми со фамилија спаравало од Монте Карло и текстот за Бодо Хомбах и Срđan Керим. Каде се отидени 10 милиона евра од Република Македонија на купување на македонска амбасада во Берлин, а да се прескокне собранието на Македонија, кој е единствено надлежно се задолжи во странска банка со одлука. Тие текстови ги крена на нозе и потера и мене ме вклучија во оваа група. Да. Причината стално постои по некој, меѓутоа они освојуваа простор. Значи преку нас од претходно почнаа да го освојуваат просторот со моето разрешување кога од 2008 кога кажав дека дното го допрело судството, нели ја бев судија кој немаше постапка и испаднав, гледав што се прави во врска со предметот. Тоа реше за 6 сата, бе, како може да се соберат да ми поедат постапка, не знам, тоа е најекспресно нешто. За 6 сата од моето испаѓање на телевизија судски совет поведе постапка за моje разрешување. Како разгледале, кога некој ме пријавил воопшто, значи почна освојување на судството. Арно, ја останав на слобода. Немаа што да ме обвинителството за Бела, тогашниот обвинител, не сака да покрене обвинение, вика нема дело. И сега останувам на слобода, а предметот се е околу предметот ореше. Јас се испаѓам на телевизија, не им се плашев, оти не знаев колку луди се и до кај може да додат. Испаѓам на телевизија, нив ги боли, судиите веќе почињаат да си шепотат меѓу себе, адвокатот не. И Стасио ореше ослободителната пресуда, третата е ослободителна пресуда, значи веќе беше крах, испаѓа сведокот и не збираат сите, од тогаш судството мамара. Значи тогаш прв пат не можеше адвокат да влезе у судот, у единицата, у сите судови низ Македонија, ставија врати, мораш со најава, значи ги страеше судиите да примат адвокат. Значи тоа беше го освојува судството. Обвинителството претходно им беше освоено, ти само се предае. Значи, у сите области они ќе си лоцираа некој што значи нешто во таа област, дали е криминална, дали е легална, и него прават околу него група. Еве да ви кажам, нашиот предмет, еве за Томче Кежаровски кој вие толку се борите за него, да, воопшто не е стварно надлежен одделението за организиран криминал за тоа кривично дело. Не е поврзан, ние сме 8 души за 7 кривични дела. Јас и Томче Крежаровски, ни јас и он не сме поврзани. Значи за сосема различни дела одговараме. Сме притурени пред јавноста да изгледа дека е злосторничко здружение, а немаме обвинение ние за злосторничко здружение. Значи ние имаме секој си одговара, тој за тоа, тој за тоа, тој. Томче Кежаровски за пробивање на заштитен сведок и јас за пробивање на заштитен по закон за заштита на сведоци член 42, така не е пробивање, него одговараш по член 42 од закон за заштита на сведоци. Мислам тој член беше. Воопшто тој суд и тоа обвинителство за организиран криминал, ама не се надлежни. Значи тоа не треба, тоа се учи да го прочиташ законот. Таму има таксативно наброено. Значи покрај злосторничко здружување, повеќе лица кога се е надлежен тој суд, и има таксативно наброени без разлика дали е 1, 5 или 50, кај што е одделението за организиран криминал. Ова не спаѓа таму. Значи новинарите да ве затраат, исто тогаш се случи и со Младеновски, нели, вие многу почнавте да зборувате, да зборувате и вас да ве затраат, тоа беше сурова сила, меѓутоа вие дел од новинарите, не сите. И тоа мислам дека помал дел бевте, ама бевте побучни. Дигнавте врева, дали од страha кревавте врева или пак што бевте храбри, не знам, дигнавте врева и тоа така, а овие па не попуштаат кога има врева, оти нас ќе не ја пушта.
Значи нас од притвор јас ви гарантирам да не кревавте врева новинарите, нас ќе не пуште, 2-3 недели ќе не држа, со гаранции ќе не пуште и ќе се заташкаше денеска не ќе беше решен случајот. Оти нема што да се реша. Арно, ама они која покажуваат сила одат до коска. Нема тука играење. Исто сите сфери се случуваше. Значи, зедете која сфера? Здравството. Докторите кои покажуваат доблес професионално да работат, им измислија афери. Значи, пази, и тоа смешни афери, 250 евра. И тоа се крева што не зелмито. Прво му го направија тоа на Докич, мислам. Како беше првиот? Или втор беше Докич, не знам. И сега после го измислија предметот метастаза. Значи тој Докич, Ставрич. Докич, Ставрич, метастаза и оди сега у здравството некој нека крене глава. Затоа бегаат докторите. Значи затоа споради таа правна несигурност од сите области стручњаците што можат нивната професија што врви во странство, си одат таму заради тоа што треба тука некој неписмен да ослуша што направи спротивно на на докторската етика, спротивно на правната етика во некоја друга област, па нема така, ќе си одам во странство. Значи, тоа го направија, ги поклопија сите области. Кажете ми една област во која нема афера, во тутунскиот бизнис. Бајруш и тутунски комбинат. Да, беа селектирани така, професори, факултети, Професори. патарини. Не ми отвара уста да. Патарина, пазете, кој е безобразие на власта? Денеска не е решена калдарно. Не сакам да зборувам поединечно за безобразието на власта. Змии скоко ги затвараат, 1 и 2, и после имаше некоја кампања, не, после неколку години калдарма. Имаше некоја избори некој, и од А1 телевизија или кои беа тогаш ги фанаа на рампа како партиските каравани ги пуштаат. Па сега, ако ти некој го обвинуваш и кажуваш дека тоа ќе се изучува, не знам, низ цел свет како пример против организиран криминал, а по 5 дена твоите каравани, значи премиерот тоа го изјавува, после премиерот не како премиер, значи не како премиер, него како партиски лидер со цела колона автобуси, коли на патарина ги снимаат како се дигнати рампите и не плаќаат. Затоа Рамковски, пошто се побилни, пошто такви работи почна да контролира, Рамковски со сите тие околу него, цела фамилија, го уништија, сега мислете како ќе биде. Детонатор, керозин, се реда случај по случај. Значи, сакам да кажам, сите сегменти, посетете се детонатор како почна, за апарати. Да. Испаднаа апарати легални. Денеска се употреба. Ама испаднаа легални. А на телевизија што не се излашушавме? Вакви апарати, накви апарати, ваков криминал, наков криминал, кога апарати испаднаа легални. Сега мора да се правда. Сега испаднаа убици. Не знам што испаднаа. Лежат доживотни затвори. На затвор. А оној, таму обвинет, што стварно пукал оштетениот и у колено го погодил, излежа 6 месеца само затвор. Да. За тешка телесна повреда и тоа е 6 месеци да пукаш на некој со пиштол у нога, значи треба многу олеснителни околности, не сакам да го именувам кој е сега. За 6 месеци и он беше у притвор исто време кога беа вио детонатор за у притвор. Добро, имаме уште една минута до крај. Божиновски, гледате ли светло на крајот на тунелот? Вака прозаично да се... Како не, ја ќе станам меѓународна новинарска звезда како ова продолжува. Затоа што чекајќи владата на Заев да ни овозможи според тие заклучоци со Валентин да пристапиме кон докази во наша корист како што предвидува ЗКП, морав со мои пријатели соработници од институциите, свиркачи, да почнам да навлегувам во институциите и да вадам документи конкретно од УБК, заради кои ја реков ќе се срамува, јавно реков на неколку рочишта, СЕО ќе се срамува, затоа што нема да знаат како да се справат со она што било заплеткано и замешано во време кога нивната колешка Лила Стефанова ги монтирала заедно со бившиот режим овие случаи. Вака. Значи, светлоста ќе ја видиме до 2 јули. Значи, ја не сакам да вршам притисок. На 2 јули е закажан предметот ликвидација. Таму 75% од предметот се застарени дела. Останува само 2 или 3 дела. Моето, на Кежаровски
и не знам за Ивица Ефремов која квалификација беше за околу оружјето. Значи само тие 3 дела и треба да останеме тројца. Меѓутоа, јас сметам дека за сите тие 3 дела, сметам сега, можда е можно у некое време, гледаме филмови, нели, враќање во минатото, одење во иднината, значи можда е можно у 2008 да пробиеш сведок, заштитен сведок, кој својство на заштитен сведок стекнува во 2010. Напред оди технологијата, може да се враќаат луѓето. Тоа ќе го видиме, не е тука право, него тука е баш искра да видиме, ако се осмели обвинителството, не судот, обвинителството да се откаже, ако најде дека сетовоја е вака, значи има надеж за сите монтирани случаи. Ако не се откаже, може они многу елегантно да не вметнат во процес кој што ќе трае 5 години. Значи, во 5 години ќе се смени една власт, па ќе дое друга власт и по 5 години, па да не врати Врховен суд од почетокот. Значи, и тоа е можно. Да. Добро, почитувани, ни истече времето. Ви благодарам на двајцата за ова гостување. Вие, почитувани гледачи, следевте уште една анализа на Телевизија 24. Ви благодариме на вниманието и довербата и останете со нашата програма.